Добре дојдовте во процес. Јас сум Менча Танасова Точи. Како бомба одекна смртта на малата Тамара Димовска од Велес. Македонската јавност деновиве е згрозена од односот на надлежните кои дозволија еден млад живот да згасне додека тие калкулираа кога и каде ќе се лекува. Институциите затаија, а срцето на малата Тамара не имаше време за чекање. Но да чуеме како хронолошки се одвиваа работите од моментот додека министерот Тодоров вети дека Тамара ќе се лекува во странство, па се до трагичниот крај. Повеќе за ова има Славица Филиповска. Едно ветување на министерот Тодоров го смени текот на настаните и влијаеше врз иднината и животот на 9-годишно дете. Откако Тодоров вети дека лично ќе се заложи за малата Тамара која имаше тежок деформитет на рбетот, да оди на лекување во странство, семејството ја прекина потрагата по донации и чекаше на помошта од институциите. Наместо Тамара да добие побрз излез од лошата состојба, надлежните излегуваа со контрадикторни информации, што уште повеќе го збунуваше семејството и јавноста. Тамара не ја доби потребната медицинска помош. Почина пред да биде оперирана. Министерот по 2 дена излезе во јавност и рече дека да може да промени нешто, би ја променил функцијата. Далеко од тоа дека нешто, не знам, мене ми е битна фотелјата или функцијата, искрено да ви кажам, ја менувал и функцијата и многу повеќе од тоа да можам да променам нешто. За жал не можам ништо да променам и ниту па сум бил во позиција да променам нешто во текот на постапката. 3 години семејството бараше помош низ институциите на системот. Првото барање е поднесено во април минатата година. Првостепената комисија го одби барањето и одговори дури по 6 месеци. Во консилијарното мислење стои дека лекувањето на Тамара е итно, но за членовите од комисијата тоа очигледно немало значење. Во меѓувреме министерот и фондот излегуваа со контрадикторни информации. Се калкулираше каде ќе се лекува девојчето, со кои болници и лекари фондот има склучено договор, а со кого не. Тие нудеа болници во Турција. После смртта на 9-годишната Тамара се отворија картите. Според Аспазија Софијанова, која е всушност подписник на второстепеното решение со кое се одбива Тамара, се чекало на отварање на центар за сколиоза, каде било планирано девојчето да се оперира. Како што рече Софијанова, наредбата стигнала од горе, односно од Фондот за здравствено осигурување. Турскиот лекар кој ја прегледал Тамара ги прекина илузиите и плановите на надлежните. Кога ја прегледал, констатирал дека не постојат услови девојчето да се оперира во Македонија и тогаш почна потрагата од тим од 3 лекари кои би се согласиле да ја оперираат Тамара. Се чекаше на термин за операција, но Тамара не издржа. Искривувањето на рбетот притискало толку многу на срцето и внатрешните органи, што доведе до смрт на 9 февруари. По смртта, граѓаните во Велес организираа протест на кој се обрати и мајката на девојчето. Системот на лошите чичковци, 2 комисии, 1 фонд, 1 министерство, 1 правен систем ја подпишаа смртта на мојата Тамара. Систем во кој се решаваше се преку телефон од власта за тоа кој има право на живот, а кој не. Ја оставивте Тамара да чека да се отвори спинален центар во кој кажавте дека не може да се лечи, но не и го дадовте решението да видиме зашто ја уништивте. Зошто? 3 дена подоцна стигна и решението од фондот, со кој на Тамара и се одобрува лекување во странство. И директорите на фондот и министерот велат дека им е жал, но не чувствуваат вина за смртта на 9-годишното девојче. Во меѓувреме, тие чекаат на резултатите од обдукција, а семејството најавува судска разврска на случајот. Повеќе за случајот на Тамара во емисијата Процес. Поинаку ќе беше доколку тука седневме и разговаравме дека еден детски живот е спасен, но ситуацијата е таква каква што е. Оде во студиото е мајката на Тамара, Жаклина Димовска, Огнен Јаневски, новинар во 24 вести, хуманист, еден организатор на донациите за Тамара, и Неда Чаловска од Хелсиншкиот комитет. Вие сте тука за да зборуваме за една акција, граѓанска иницијатива која што ќе се случува деновиве. Жаклина, ви благодарам што дојдовте и покрај
болката, нели, што ја чувствувате, успеавте да дојдете во нова и во процес. Прашање има многу, дилеми повеќе нема. Какво е чувството кога знаете дека државата не ви го возможила основното човеково право, правото на лекување на вашето дете? Згрозена сум од сета ситуација. Навистина се докажа по не знам кој пат дека системот здравствениот систем во Република Македонија не функционира баш како што треба. Тие сите лоши чичковци за Тамара не направија за сето тоа да заврши добро. Иако Тамара беше дете со посебни потреби, Тоа никаде не го кажавме, не го спомнавме. Регистрирано во 2008, втори месец, и го тоа никој не сакаше ниту да го прочита, ниту па некој од комисијата, од второстепена и првостепена, ја прегледа Тамара и сето тоа за сето тоа да го увиди дека навистина и треба итно. Итно, на сите решенија тоа итно ништо не им важеше. Навистина сум загрожена, сето тоа не го заслуживме, мислам, иако нели постојат закони и сите тие работи за децата со посебни потреби треба да имаат прави да бидат, да им се помогне, но сепак се случи тоа што се случи. Тамара не издржа нивната итно, нашата итност во решенијата да допре до нивните срца. Веруваше, се надеваше. До последната ден веруваше дека ќе се заврши сето тоа. И сите верувавме, но ете, се случи тоа што се случи. Оглен беше иницијатор за собирање на донации заедно со ПЦ-АЦЕВ. Зошто одеднаш застанавте? Иницијативата пред се морам... Кој период беше тоа? Да. Иницијативата пред се морам да кажам дека беше на колегата ПЦ-АЦЕВ заедно со белешките граѓани кои што во периодот кога се кажа дека состојбата на Тамара се влошува со оглед на тоа дека може да добие и дополнителни заболувања во однос на нејзината закривеност на работот од 80%, се покрена целата акција да се зголеми многу повеќе свеста и граѓаните многу повеќе да разберат за да може да се соберат парите. И до тогаш беа собрани средства недоволно. Социјалните мрежи едноставно збеснаа. Значи, луѓето споделува, се организираше веднаш поради огромниот интерес хуманитарниот концерт, каде што Тамара на сите ни подаруваше честитки на кои што пишуваше "Ти благодарам што ја разбуди хуманоста, те сака Тамара", која што самата ги правеше за сите учесници. И неколку дена пред концертот, кој што се одржа на 27-ми, впрочем на 21 ноември, министерот за здравство Никола Тодоров, при посета на клиниката за неврологија во Тетово, дава изјава во која што кажува дека тој ќе ги плати преку Министерството за здравство сите, значи повторувам, сите трошоци кои што се однесуваат на потребите за Тамара Димовска. Или како што подоцна фондот ја ословуваше осигуреното лице т.д. Во тој момент престанаа донациите. Кога вие ќе му кажете на народот, луѓе, институцијата што е задолжена за тие работи, плаќа се, А сте прв човек во здравството? народот ви верува. Вие сте човек кој што е на таа функција и вие сте авторитетот. И народот вели во ретје, јас сега моите пари ќе ги сочувам, може би за некое наредно дете, може би за некој нареден случај, бидејќи овој случај е решен. Тогаш македонската јавност беше превозбудена, бидејќи почувствува дека освоила и дека победила нешто, дека добила одредена битка. За да на крајот се испостави дека битката... Но моментот некаде, јас колку што се сеќавам, беше пред Нова година, декември, кога министерот, кога веќе се гасија камерите, последна пресконференција, рече, па јас мислев дека веќе тоа е средено. Значи, тогаш се покажа нивната некоординираност меѓу фондот и министерството. Да. Да. Тоа беше 15 јануар. Сето тоа кога го кажа министерот дека он навистина бил информиран дека наводно Тамара е оперирана веќе и сета битка е завршена. Но за жал не беше сето тоа. Кој е виновен за смртта на Тамара? На кого прст ќе посочите прво? За мене се сите виновни. Од првиот човек што ја оперираше до последниот, да кажем, што подпишуваше. Значи, не се одветното лекување е уништи Тамара.
бидејќи ме уверуваа дека ќе отвориме центар за сколиоза, кој го отвори во декември, а ние се боревме со фондот уште во 4-ти месец 2014. Они го отвори на крајот на годината, каде што Тамара доби негативно мислење, дека она таму уствари не треба да се лечи, не може да се лечи. Значи сите надежи тука изгаснаа таму. Се беше убедена дека ќе се заврши сиот процес, но Всушност турскиот лекар кога дојде кажа дека такво нешто не може да се направи. Нагласи самиот доктор дека е многу критично и не се знае кој ќе се нафати, бидејќи се изгубило многу време. Но тој документ јас по толку барање, јас не го добив. Не знам зашто беше тоа државна тајна тој документ. Зашто не го добивме тој документ, барем да видиме што напише тој документ. Мислењето од докторот не го добивме. Иако го баравме. И на самиот ден, да го кажам, да. И на самиот ден на смртта на Тамара бевме повикани во фондот за здравство. Господјата Маја Парнаџиева лично, бевме на разговор. Не убедуваа дека треба да се прави обдукција, но ние не бевме согласни со тоа. Го баравме документот, не ни го дадо. Го баравме документот дека ние сме добиле решение да се лекуваме и тоа не ни го дадо. Ни го испратија 3 дена после смртта на Тамара. Значи, координираноста на тој систем е тоа, не ни го дадо. А зашто не ни го дадо? Затоа што не беше напишан. Дали може би од кога стигна документот 3 дена после смртта на Тамара, на некој начин надлежните фондот сакат правнички да бидат покриени, дека тие си го исполниле ветувањето во случај да дојде до судски процес за кој што верувам дека ќе дојде. Апсолутно не можат да бидат покриени и оваа последново решение ништо не менува позитивно, баш негативно ги потврдува и претходните утврдени факти дека не постапувале согласно законските рокови, заради тоа што новото барање е испратено на 2.12, решението е донесено тек на 6.2. Најпрво одлучувале на 4.12, што е повторно посам законскиот рок, дека мора да се одлучи во рокот 1 ден. Затоа што случајот беше и посебни потреби. Да не напоменам, значи лица со посебни потреби, тоа се спомнува прв пат во ова решение. Претходно, значи нема никаков документ кој што ова го потврдува. Според наводите на господјата Жаклина, неколку пати се обидела да го даде, меѓутоа и кажувале дека нема потреба од тоа. Самите изјави, значи тоа што го следивме во медиумите, пошто направивме на хронологија, значи од самиот почеток, укажуваат на многу недоследности. И за нас нема сомнеш дека ова треба да биде работа на јавното обвинителство и да се истражуваат што всушност се случило и каде највеќе лежи одговорноста. Ние најавивме кривични пријави, тие ќе бидат поднесени. Така што за кого се однесуваат и што ќе содржат? За нас до каде е таа целата работа? Значи ќе бидат поднесени денеска, најдоцна утре, кривичните пријави се при крај. Ние чекавме нормално и господјата Жаклина барем малце да може да закрепне од првите моменти од сето тоа, иако нели имаше некакви изјави дека ние не сме сигурни во однос на одговорноста, например, на министерот Тодоров, па затоа не ги поднесуваме веднаш пријавите, меѓутоа очигледно е како што кажа и Огнен, каде затајала целата постапка со донациите, можеше да има поинаков крај сето ова, така што сметаме дека и тука постои одговорност и за тоа нека истражи јавното обвинителство. Значи, кривичните пријави ќе бидат поднесени против директорите на фондот, против председателот на управниот одбор, против председателите на... Јас би сакала Огнен да ги посочи по име и презиме сите за кои што сметате дека носат одговорност и дека треба да си дадат оставка. Тоа се дели од барањата, впрочем, кои што може да се најдат на она што ќе го разговараме подоцна. Значи, на прво место е ставен министерот за здравство Никола Тодоров, бидејќи тој е тој кој што вети на 21. дека тие пари ќе бидат исплатени. И затоа е гневот голем кај граѓаните. Сте им ускратиле право да бидат хумани. Понатаму, одно тука со него се наоѓаат, нема да речам на второ, оставки од директорите на Фондот за здравствено осигурување или ФЗО, како што го знаат граѓаните, магистер Маја Парнаџиева Змејкова и Џемали Нехази.
Оставки од членовите на управниот одбор на ФЗО како одговорни лица во Фондот за здравствено осигурување, каде што имате представник од Министерството за здравство Ангел Митевски, Елена Трпковска, представничка од Министерството за финансии, професор доктор Елизавета Србиновска-Костовска, представничка на Стопанската комора на Македонија, доктор Љубиша Карамфиловски, доктор на стоматологија, член на Советот на самостојниот синдикат за здравство, формација и социјална заштита. Да. Потоа доктор Јосиф Трајковски, представник на Стоматолошката комора на Македонија, примариус магистар доктор Илија Глигоров, представник на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија, и овде гледаме огромна одговорност во оваа последна личност, тоа е професор доктор Горан Коевски, од вонреден професор на правниот факултет Јостинијан I во Скопје, кој што е представник на осигурените лица. Значи, како правен, практично би му дошло советник на осигурените лица, кој што треба лично да се залага во овој управен одбор и да ги заштитува правата на лицата како што беше Тамара. Оставки од членовите на првостепената и второстепената лекарска комисија, каде што особено се истакнуваат три имиња. Едното име е професор доктор Владимир Пувовски, председател на Стоматолошката комора на Македонија, кој што е председател на првостепената комисија. Председателката на второстепената комисија, професор доктор Анастасика Поповска, мајка на министерот за надворешни работи, специјалистка по ортопедија, и професор доктор Аспазија Софијанова, која што е директорка на клиниката за детски болести, но зошто се спомнува токму таа? Затоа што тај во својата изјава кажа дека го ставила подписот на второстепената комисија, каде што професор Поповска е председателка, иако не се согласувала со тоа, затоа што барањето дошло од горе. Точно и тоа и треба да го истражи јавното обвинителство, што всушност мислеше под ова... Тоа горе. Да, што е тоа? Кој е тоа од згора што наради таму? Да, заради тоа што калкулациите на детски живот мора да бидат казнати со кривична одговорност. Верувам дека ги има многу. Не може да се калкулира ниту со случајот како што беше со Тамара, меѓутоа да се превенира и за идни случаи. Значи, овие луѓе не треба да бидат на позиции, затоа што во конкретниот случај не укажале наредби од горе. А постои многу голем сомнаш дека и во иднина ќе постапат одговорно за секој човечки живот кој што е критичен и дека ќе одлучуваат совесно. И токму затоа сметаме дека треба да одговараат за несовесно работење во службата. Има една работа тука што би сакал да ја споменам. Граѓаните имаше многу револт во однос на спомнувањето, да речеме конкретно на имињата како доктор Аспазија Софијанова. Значи, никој не им ги негира нив стручностите или она што тие го правеле досега, како хуманост, како стручност, како доктори, колку животи спасиле. Овде станува збор за конкретниот случај. Затоа што ако некој се дрзнал да стави подпис на нешто со кое што не се согласува, тоа е прво противречење на Хипократовата заклетва, бидејќи станува збор за здравствен случај, а второ, наредба што доаѓа од горе. Што е тоа горе? Кој е главниот? И дали тој главен е доктор? И повлекува кривична одговорност. Во конкретниот случај, главниот всушност бил управниот одбор кој што на крај одлучил, затоа што тоа е последната инстанца од Фондот за здравствено осигурување. Значи, тука во оваа поставка, како што каже самиот министар, кој што каже дека искочил малци од своите овластувања, нема таква одговорност, па треба јавното обвинителство да истражи што всушност било кажано од горе и што е тоа од горе. А првостепената комисија, впрочем, е составена од управниот одбор. Според законот, управниот одбор е тој кој што ја создава првостепената комисија, а второстепената доаѓа по предлог на Министерството. Како и да е, значи првостепената и второстепената комисија си имаат одговорност, особено затоа што понатаму се одлучува според нивното мислење, а нивното мислење е сосема контрадикторно на конзилијарното мислење кое што било дадено од сите болници дека нема услови Тамара да се лекува во Република Македонија. Кој и како калкулирал треба да се истражи и тоа веднаш од страна на јавното обвинителство, иако слушнавме дека тие повеле постапка, нема да останеме само на тоа, ќе се поднесат кривични пријави со цел и ние да добиеме соодветна информација за постапката како се водела и точно на кој ќе биде посочена одговорност. Прашањето е кој да не ќе се јави тој од згора што цело време се крие тајност. Сушност тоа горе е наредбата дека Тамара треба да се лекува, односно да се оперира во спиналниот, во центарот за сколиоза.
за кој што еве сумневам никој не дека знаеме, нешто- отворен е некои 2-3 недели, ниту знаеме кој оперира во него, Не кои се се знае стручните ништо. лица и Никој каде не се виде да се наоѓа. сеча лента, така што не ни знаеме кој... Сакам да И да се кажам, сечела како се лента, наоѓа? простор посебен нема, не постои таква посебна институција, ниту стручни лекари кои што работат. дека не може еден човечки живот да биде проект. Особено не за пиар цели, за некаков си центар. Значи тоа во никој случај Најстрашно. не смееше ова да се случи, ама не смееме да дозволиме понатаму да се случува. Не може еден детски живот да се смета за проект и некој треба за тоа да одговара. Најстрашно е За промоција на политички што се цели. уште немаме доктор во Македонија што работи с сколиоза. Се уште нема таков. Тие што работат се или работат или не работат, не знам ни кои се, тие се не со недостручени за самата болест сколиоза. Уште во првиот момент се виде нели дека не доволно беше операцијата направена, не комплетно направена затоа што сколиозата изискува едно целокупно лекување, вежбање, рехабилитација и така натаму. На сето тоа, но не би се согласила со сите тие што дале зелено светло да се отвори тој спирален центар, бидејќи тоа е голема инвестиција, големи работи што треба да се направат тука, а сето тоа државата не е спремна да го спреми. Гледајќи го сето воа, случајот на Тамара од самата ставање на шипка, првиот стави професор Савски во клиника за травматологија, потоа немаше кој да ја извади. Потоа дојде страшен човек од Хрватска, после цели 2 години, требаше да се извади за 6 кога месеци. девојчето ја надрасна шипката и кога значи, почна да прави поголеми проблеми самата едва ја шипка. извадија шипката, што беше преку се занези и направи дополнително искривување и сето тоа се манифестираше после тоа самиот фонд вети дека мора по сите ингеренции на професор И Ковачев. тоа беше проблем да Хрватска- се извади шипката, да се беше, одобри. Беше проблем да се извади шипката, немаше кој, бидејќи сите центри ги и во Охрид поминавме и секаде бевме, бидејќи никој не се нафати. Сите посочува на тој што ја ставил, на тој што ја ставил не сакаше да ја извади. Револтот кај луѓето е голем, јавноста е шокирана. Еве на социјалните мрежи на Facebook веќе е формирана една група за оставка на министерот Тодоров. Поведовте една граѓанска иницијатива. Што ќе се случува? Најавен е марш, кога ќе се случи маршот, која е целта, што ќе се бара со тој цел? Барањата се тие кои што би ги кажав конкретно луѓето што ги посочивме. Кривична одговорност за директорите Маја Парнаџиева Змејкова и Џемали Мехази, членовите на управниот одбор што ги прочитав сите и од првостепената и второстепената лекарска комисија на Фондот за здравствено осигурување на Македонија поради несовесно работење во рамки на својата служба. Не да тие работи конкретно правнички ги објаснува, избор на независни, стручни, одговорни лица во фондот кои ќе одлучуваат единствено во интерес на граѓаните, без да калкулираат со човечките животи или да ги користат за пиар цели за сечење ленти. Избор на компетентен министер за здравство. Прво затоа што министерот наш за здравство не е лекар по професија. Значи тој не може да ја разбере струката која што ја има како професија. Всушност и целиот тим таму. Јас не знам дали имате Нема. проверено, но министерот за здравство, заменик министерот за здравство и државниот секретар на Министерството за здравство не се лекари по професија. По хиерархија, И тимот што е околу министерот исто така не се. ако ти отворите интернет страницата на Министерството за здравство, кога ќе го погледнете органограмот, односно хиерархијата на Министерството за здравство, првиот човек што е од медицината е советникот, кој што патем е советник за училишна медицина, кој што е ресор во делот за Тамара. Да се направи квалитетен, ефикасен и достапен здравствен систем за сите граѓани. Овде се отворија прашањата за колку е достапно здравството. Бидејќи излегува многу информации кои што не знам и дали се потврдени, не е ни тоа важно, но сепак оставаат сомнеш дека, да речеме, функционерските деца добиваат веднаш здравствена заштита за разлика од децата кои што посебни потреби, не само лица со посебни потреби, деца кои што Јавна не се. тајна се некои работи во оваа држава. Именно. Случајот и со вакцините и со одењето во странство. Тука И дилеми нема. Тоа сето го придонесе револтот кој што го има денес. Знаете, интернет страницата, фан страницата на Facebook, оставка Има на Никола некаде Тодоров, околу и скоро 18. 18.000. Сабајлево кога проверив имаше 17.815 лекувачи, ќе ги наречеме, луѓе кои што им се допаднала идејата. Тоа е двојно повеќе од колку што на еден човек му е потребно да има потписи за да стане пратеник во оваа држава.
гледано правно. И тоа не се луѓе кои што, ете така, од Фейсбук некој. Тоа се луѓе, тоа се граѓани. Тоа се вистински изрелотирани граѓани кои што сакале да донираат можеби за Тамара. Замислете тие 18.000 сите да донирале по 100 денари, или по 500 или колку и дае по телефон. Проблемот ќе беше решен. Проблемот ќе беше решен. И токму затоа се прави маршот, коса црта, протестот, Така. за оставка на министерот Тодоров и одговорните лица во Фондот за здравствено осигурување. Каде ќе се случува, во колку часот, каква е маршрутата? Вторник, 24 февруари, со почеток во 12 часот, збирното место е пред подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување кај Црвениот крст на булеварот Кочорацин, ми се чини дека, да, булеварот Кочорацин, кај Југодрво, Скопјани како што го знаат, и сите го знаат тоа место. Бидејќи тоа е главниот шалтер систем кога одите да поднесувате се и се што во Република Македонија. Најголемата тага, најголемиот оче во здравствениот систем го гледате на тие шалтери таму. На таа рампа со едно вратниче каде што не може да поминат двајца. И токму затоа почнува од таму. Продолжува преку главниот булевар во Скопје, Димитрije Чуповски, покрај Собранието на Република Македонија, да потоа на рекорд се врти лево по улица Македонија, каде што се наоѓа и седиштето на Републичкиот фонд за здравствено осигурување, каде што и нив планираме да им покажеме црвен картон. Тоа е позади спомен куќата на мајка Тереза, веднаш позади амфитеатарчето. Значи, мора, тоа не сме да се испушти. Никако. Од тука се продолжува кон музеот на град Скопје или старата железничка кон часовникот, се врти десно по булеварот кај трговскиот центар Амстор и се излегува на крстосницата кај ЕО инфоцентарот, каде што започнува Водњанска или булевар Мајка Тереза веќе поново. Продолжуваме нагоре и на следната раскрсница практично кај на 50-та дивизија улица, која што е паралелна со железничка, се влегува кај Министерството за здравство. Маршот е аполитичен, кој се е добре дојден? Сите се добре дојдени. Буквално сите се добре дојдени. Се додека на тој марш не се злоупотреби неговата акција со вадење на партиски знамиња, националистички символи и да се искористи да се злоупотреби за други цели. Овој марш е марш на родителите, на семејството Димовски. Значи, семејството Димовски ќе бидат тие кои што ќе го предводат маршот. Ако некој сака да го злоупотреби тој марш и да ги злоупотреби нив, тогаш нека му служи на чест. Добре дојдени се и хонорарците, и студентите, и ЛГБТ активистите, и партиите, и политичарите се добре дојдени. Но нивното место нека биде позади. Затоа што не сакаме да бидат заокружени напред до семејството и потоа да биде злоупотребено. Црвени крупчиња на овој марш не се потребни. Жаклина, сакам да ве прашам, вие и вашиот сопруг сте без работа. Имате дете кој на исто така му е потребна кардиолошка хируршка интервенција. Да. Сметате ли дека после се што се случи, оваа држава има обврска на некој начин да ја исправи грешката кон вас, да ви помогне? До сега не ни помогна. Се надевам дека од сега ќе се освестат и ќе ни помогнат, бидејќи сестрата на Тамара Таона има 8 години и е регистрирана како дете со срцеви мани во 2011. Потребна е операција за незе. Потребни се многу третмани за незе. И јас со дете со со мајка на две деца со посебни потреби останав на улица. Секако и нивниот татко остана на улица. Благодарение на тоа што излеговме на телевизија, мојот сопруг остана без работа. Беше напуштен на работа. И така да не знам како да им се изразам на сите тие луѓе како може сето тоа да не се случи. Иако сите знае во фондот и министерство дека имам две деца со посебни потреби и ми треба помош. Но сето тоа немаше кој да го изслуша. Се надам дека и министерот и сите тие во владата... Имате ли нешто да им порачате на министерот, на надлежните во владата, на граѓаните на оваа држава? Лично на сите тие што се виновни за случајот Тамара, значи ги има многу виновници, и доктори, и членови на прва степена, и министри, и сите. Сакам да ги прашам јавно, дали ако ви се случи вакво нешто вас, што би правеле вие? Дали би ја барале правдата? Искрено.
сигурно дека ќе ја барате. Но сепак вашите деца се на татковци и мајки на високи функции, а Тамара беше дете на луѓе кои честно си го заработуваа левот, таткото, прво, а мајката не можеше да работи, бидејќи беше растргната меѓу хаосот, срцеви болести и сколиоза. Очекање од врата на врата. Од врата на врата не можев ниту да се вработам. Сега исправете си ја грешката, помогнете му на тедаончето, значи да се добие соодветно лекување. И ако сте од мајка родени, значи дајте го се од себе и заминете си, за да нема нова Тамара. Бидејќи навистина сте одговорни, сите од прв до последен, нема исклучок на ниту еден, од службеник до пратеник, до министер и до заменици и не знам до више кој. Кај сите вас бев. На самиот ден водици, документите му ги дадов и на господинот премиер Никола Груевски. И оттаму добив повратна информација дека сите работи што требало да се направат за Тамара се биле направени. А јас ги молев да напишете еден обичен мејл во болниците каде што не бараа, во Америка, во Германија и во Хрватска, да им дадат согласност за да можеме ние да одиме. А они ми кажуваат дека ми кажаа при последниот разговор што ми се јави некоја господја од кај премиерот, ми кажа дека немале склучено договор со тие земји, не можело да напратат, морало само да биде стрикно Турција. Ние бевме приморани да го чекаме, бидејќи не пушта никаде да одиме. Да, турскиот лекар беше во Америка, па требаше да се направи тим. Рековте при мирниот протест во Велес дека се сомневате дури во наодот од обдукција. Да, точно дека се сомневам и се сомневам и во судска медицина дека тој некој ќе се јави и во обвинителство најверојатно ќе се јави сиот процес да се заташка. Но разберете ме дека испајам покрај сета болка што ја имам по изгубеното чедо, испајам во јавност и кажувам и упатувам апел до сите родители, мајки, баби, дедовци, татковци и не знам ше кој, да се излезе на мирен протест, да се стави стоп на овој премногу бавен систем. Министерство, фонд, комисии. Тие го уништија животот на Тамара. Треба да биде јасно и гласно да им се стави крај на нив, бидејќи не треба да се случи нова Тамара. Ова го бараме лично за вашите деца, пред се. Сите имате по една Тамара дома. И јас ми остана уште една Тамара дома. Треба да се изборам за незиното здравје, пред се да се изборам со нашиот правен систем, за да се најдем виновникот. Виновни се многу луѓе, се надевам дека ќе станат од тие фотели, знам дека се сладки, но треба да се смени цел систем за да се продолжи понатака, да не страдат невини душички. Како што замина таму. За почеток, значи, доволно е граѓаните да дојдат, да се соберат во вторник во 12 часот. До сега има пријавено, ако се водиме по настанот кој што е организиран од страна на фан страницата Оставка на Никола Тодоров на Facebook, кој што настан е именуван како црвен картон за Тодоров, каде што Тодор Оф на англиската верзија исклучи. Има околу, скоро па ми се чини 2000, што денес е, да се разбереме, четврток. Значи, јас искрено се надевам дека бројката ќе биде многу голема. Ни се најавија и луѓе кои што ќе доаѓаат од Велес, значи не сакајќи да ја малтретираме мајката, се искомунициравме со оние што помагаа околу се што беше. Загрижени од фактот дека само 200 луѓе имаше на протестот мирниот протест во Велес, сакаат својот револ да го искажат во Скопје, каде што се наделаат и на многу поголема медиумска покриеност. Бидејќи некако медиумите во оваа ситуација одеднаш правија интересот како почина Тамара. Да, иако сите ги молев да помогнат во случајот Тамара, ретки беа тие се неколку медиуми, ги знаете сите кои помогнаа во случајот Тамара, другите се оградуваа. Има притисок од озгора. Ваш Угнан ми кажа, значи дека во сабота, во 13 часот, пред споменикот Мајка Тереза, всушност каде што се наоѓа и републичкиот
Фонд за здравство. Да. Скалите што се позади амфитеатарчето. Може да дојдат граѓаните и да даваат свои идеи, например, како понатаму да се делува или што може да се превзема, а секако и да се прават транспаренти за протестот, да кажат тие како се чувствуваат и така натаму, така што ова ќе биде една отворена средба за прво споделување на лични искуства, искуства, идеи, може да додат и родители кои што веќе го имале ова искуство, затоа што во Хелсиншкиот комитет веќе се пријавуваат такви случаи, се потврдува истото, меѓутоа е убаво да собираме што поголем број на граѓани кои што навистина го преживеале целиот процес, кој што може да биде многу непријатен и всушност може да заврши многу негативно за животот на едно дете. Така што може да дојдат во 13 часот през споменикот на мајка Тереза, сабота, сега, за неколку дена и да почнеме од таму, значи со оваа граѓанска иницијатива. А потоа во вторник ќе биде значи главниот протест. Да, јас можам да кажам дека и на нас новинарите сега после ова што се случи многу поотворено ми се јавуваат луѓето и кажуваат за својата мака и се што поминале низ ходниците во здравството. Ви благодарам што бевте гости во процесот.